Благодарам пред се на поканата, иако морам да спомнам дека во формирањето на националната мрежа, пред да стана министерка, бев дел од управниот одбор на мрежата и на мое задоволство. И сега како министерка можам да помогнам во креирањето на политики за родова еднаквост, која што е многу важна, за да може да зборуваме и за женско предприемништво, и за да може да зборуваме за економско јаки, зајакнати или независни жени. И она што е важно, кога зборуваме колку е важна пред се родовата еднаквост, таа е важна затоа што родовата еднаквост значи дека ќе овозможиме да живееме живот без насилство за било кој поединец во општеството. Родовата еднаквост значи дека ќе овозможиме еднаков пристап на сите, без разлика на пол, на род, на било каква карактеристика до сите добра и услуги во општеството, и значи дека ќе имаме пристап до она што значи економски ресурси, за да може да зборуваме за економски зајакната жена. А економски зајакната жена или економски независна жена е жена која што нема да трпи насилство, затоа што може во секој момент да го напушти насилникот, затоа што е економски јак. И од овде многу се важни политиките кои што се креираат за да може да зборуваме за зајакнување на жените од аспект на нивна економска независност. Јас би започнала во делот на оперативниот план за вработување кој што содржи мерки и активности кои се токму насочени кон економско зајакнување дел од нив и на жените. И ќе ги споменам само оние кои што се најатрактивните и кои што во чија што имплементација најчесто се вклучуваат жените. Тоа е мерката за самовработување, која што овозможува и на жените и на мажите да отворат свој бизнис и да си го остварат оној сон кој што го живееле за отпочнување на собствен бизнис, и она што државата го дава како поддршка преку Агенцијата за вработување е значи грант од 5000 евра неповратни средства доколку се јави еден оснивач на приватна компанија, а доколку се јават двајца содружници, тогаш финансиската поддршка изнесува 10.000 евра. И она што е значајно за оваа мерка од аспект на родовата еднаквост е дека над 40% од добиените грантови за самовработување години наназад се токму искористени од жените, и нивните анализите покажуваат дека бизнисите кои што ги отвараат жените се успешни бизниси по неколку години. Значи отвараат бизниси кои што имаат перспектива за во иднина. Во вкупните активни политики и мерки за вработување, значи само во 2023 година 2743 жени биле вклучени во некоја од овие мерки, и секако една од мерките која што особено кај младите жени предизвикува внимание, тоа е мерката за IT обуки, напредни IT обуки, и 51% од корисниците на оваа мерка се токму корисници жени. Една од мерките која што е особено значајна за младите девојки, кои што веднаш по завршувањето на средното образование се вклучуваат во производствениот процес, односно наоѓаат работа, се вработуваат во приватниот сектор во производство, е младинскиот додаток кој што независно од висината на нивната плата месечно добиваат по 3000 денари дополнително како додаток, и тој додаток го имат искористено 904 девојки во 2023 година. Економското зајакнување е многу важно, на жените е многу важно да го гледаме од перспективи на различни целни групи. Беа споменати и руралните жени,
И она што го направивме во изминатиот период е токму мерката за поддршка на руралните жени. Едната мерка е грантот за жени од рурални средини, кој што во минатото беше околу 180.000 денари или 3.000 евра, а во 2022-2023 е зголемен на 6.000 евра неповратни средства, значи како поддршка на жените предприемачки од руралните средини. И секако една мерка која што се донесе во државата после 30 години, тоа е повторно е мерка за економско заекнување на жените од руралните средини, на жените земјоделки за надоместок за мајчинство. Знаеме дека нема никаков приход жените кои што се остварија, младите жени од руралните средини во периодот на остварување како мајки, со програма, посебна програма на Министерството за земјоделие во која што учествува и Националната федерација на фармери и Министерство за труд и социјална политика и представници од различни институции е токму создавањето на оваа програма за поддршка на жените. Оваа програма ќе продолжи во 2024 година и се надевам дека во 2024 година ќе најдеме едно системско решение со кое што ќе обезбедиме пристап до правата од породилно, не преку програма, туку во рамки на законската регулатива. Секако и социјалните услуги кои што ги воспоставуваме со реформите за социјална заштита од 2019 година наваму, се токму наменети за економско заекнување, особено на најранливата категорија на граѓани, долгорочно невработените жени. Ги имаме воспоставено речиси во 44 општини услуга за помош и нега во домот лична асистенција, која што во 95% ја даваат услугата токму жени кои што се долгорочно вработени. Од една страна бенефитот е за корисниците на услугата, тоа се старите лица или лица со попреченост, од друга страна жените долгорочно невработени ги заекнуваме економски со овозможување на вработување. Она што ќе завршим овде, сакам да го кажам дека секако институциите, Министерот за економија зборуваше за она што како мерки оди преку Министерство за економија, се овде токму за да работат на унапредување на родовата еднаквост. Зборуваш во првиот панел, во поздравните говори, се зборуваше за тие стереотипи и предрасуди кои што постојат во општеството и кои што на еден начин и ги обесхрабруваат жените за да влезат во предприемачки води, меѓутоа и негативно влијаат и на другите сфери во општеството. И тука се институциите да работат заедно со граѓанскиот сектор, да работат на разбивање на тие стереотипи и предрасуди, но и да креираме мерки како институции токму за економско заекнување на жените. И затоа јас ќе ги искористам слоганите на кампањите кои што како Министерство за труд и социјална политика во 23-та година ги спроведовме токму наменети за жените, да бидат гласни и храбри жените, за да веруваат во себе и да остават трага во општеството и да бидат дел од нашата заедничка служувалка. Служувалка ни е кампањата која што во пресрет на 16 дена активизам за борба против семено насилство ќе ја најавиме утре, петок во 20 часот во фојето на опера и балет, па ете една покана до сите присутни овде да се приклучат на лансирањето на кампањата Служувалка за борба против родово базираното насилство и насилството врз жените. Благодарам, министар.